Еден блесок ја срамни Хирошима со земја пред речиси 80 години. Денес 9 нации имаат моќ да ја уништат цивилизацијата за неколку минути со нивното многу понапредно и посмртоносно нуклеарно оружје. САД и Русија поседуваат повеќе од 90% од светскиот арсенал, секоја со над 5000 боеви глави. Кина брзо гради со околу 600 боеви глави. Франција, Велика Британија, Индија и Пакистан имаат помеѓу 100 и 300 секој. Се проценува дека Израел поседува 80 до 90, иако никогаш не го потврдил тоа, според својата нуклеарно двосмислена политика. Северна Кореја има многу помалку со капацитет да произведе повеќе. За да се направи нуклеарно оружје, потребен е збогатен ураниум или плутониум, материјали кои природно не постојат во форма на оружје. Истиот процес на пониски нивоа на збогатување се користи за нуклеарна енергија. Затоа глобалните сили внимателно ги следат земјите со програми за збогатување ураниум, бидејќи линијата помеѓу цивилната енергија и бомбата е многу тенка. Бомбата фрлена врз Хирошима во 1945 година уби над 100.000 луѓе, а имаше сила само 15 килотони. Денес нуклеарните боеви глави можат да достигнат над 1000 килотони. Тоа е 60 до 80 пати помоќно. Една ракета може да уништи метропола, а модерните ракети често носат повеќе боеви глави, секоја способна да погоди различна цел. Жртвите може да достигнат милиони при удар, а радиоактивните последици може да влијаат на цели региони. Договорот за неширење на нуклеарно оружје, потпишан во 1968 година, имаше за цел да го спречи ширењето на овие оружја. Но иако забави некои програми, не го сопре зголемувањето на залихи или модернизацијата. Земји како Индија, Пакистан и Израел никогаш не го потпишаа. Северна Кореја се повлече во 2003 година. И без нуклеарна сила, моментално посветена на разоружување, светот се уште живее под сенката на облакот од печурката.